Урбаното двиење кое никако да престане и секојдневно предизвикува револт. Перспективно, веројатно би било реално да добие третман каков што според граѓаните и заслужува. Тоа би требало да биде санкционирано како сексуален однос без согласност. Наше домче, кои сакаат одредени луѓе или личности или фирми да го узурпираат и да го направат тоа што сакаат да го направат, се надевам дека еден ден ќе одговараат како се силување на луѓе. Скопската градоначалничка се уште нема критички став во однос на разубавувањето кое под политичко покровителство и на двете досегашни структури му се случува или му се најавува на градот. На што и да се очекува од неа кога постојано бега од новинарите и од кога ќе се соочи со нив по известно време, со личностни имени изјави, се демантира самата себе си, не баре светлечките украси, кои наводно бесплатно ќе бидат ставени, нема да трошат од тоа што таа убедуваше дека ќе штеди. Ова е едно од тие трошања, особено во моменти кога имаме, односно соочени сме официјално со прогласување на енергетска криза од страна на владата, која што потенцијално се соочуваме и со соодветни рестрикции, како што видовме според изјавите на министерот за економија. Денеска склучивме меморандум за соработка за новогодишно китање на градот Скопје без фискални импликации по градот. Кој знае, можеби градоначалничката лично ќе ја плати сметката за струја, но постојаното јавање на бранот на ефтиниот популизам дополнително ја разорува довербата не само во институциите, туку се манифестира во секоја пора од општеството, која јасно покажува дека не верува во ништо. Колку веруваат, нели, колку се согласуваат дека не прскат со вируси од авион. Целосно се согласуваат, делумно се согласуваат, нели, не се согласуваат. И 46% викаат да, се согласуваме целосно. Целосно или делумно се согласуваат со изјавата дека не прскат со вируси од авион. За разлика од земјава која потполно несериозно се однесува кон овие сознанија и ниту размислува за механизми за превенција и за санација на потполното неразбирање на реалноста. Во нормалниот свет, Македонија станува вистински лидер, ама по идиотизам и класично лудило. Спикерката и тој кој што ги коментираше на Euronews податоците со голема тешкотија се воздржуваа да не прснат во смеење. Истите тие веројатно би сватиле дека не е време за подсмевање, туку за плачење ако до нив стаса информацијата дека во нашиот воспитен процес, наместо вистинска култура и музика, негователките во градинките им форсираат кич и шунт на децата со едноставно образложение, дека тие го слушаат тоа што сакаат, а не она што ќе им биде понудено да го научат. Ја знае ли некој друг оваа песна? Сите, браво, ајде! Ајде, децата, ова слушаат. И на крајот, сето тоа веројатно добива појасна димензија, особено кога професорка среде час станува жена, додуша не на султанот, туку на локалниот инспектор по образование. Професорке, снимај. Снимам. Оле! Тишина, после прашам тука на твоето работно место, пред твоите ученици. Дали сакаш да ви биде сопруга? Доволно е само да се каже крај. Се разбира, со среќа.